Јас сакав за едно прашање да поразговарам, што е многу битно, а јас се чудам и до сега зашто не е решено тоа прашање. Фудбалерите и фудбалскиот живот е многу тежок. Драго ми е што Масе бил играч, па знае. Играчите тренираат на плюс 40 и на минус 20. Се повредуваат, кршат нозе. Се што се случува. Значи има страшно талентирани деца кои го запоставуваат и студирањето заради љубовта кон фудбалот, мислејќи дека ќе успее во фудбалот, ама имаме многу примери кои не е така. Ја најдов еден пример дека е донесен закон во нашето собрание, да кажеме за ансамблот танец, да имаат вработените во танец бенефициран работен стаж, кој што исто наш представник во светот, секоја чест за тоа, тешки и он има тешки тренинзи овона. Меѓутоа, зашто такво прашање да не се покрени за фудбалерите? Ова е нов момент, мене ми е... Jer pazi, фудбалот е пред се краткотрајна работа, трае 10 до 15 години. И треба играчите да имаат бенефициран стаж. Jer многу од нив не успеваат доволно, многу од нив не заработуваат милиони. Треба да мислиме на тие луѓе да имаат бенефициран стаж за утре да може да си добие пензија заслужено од државата. Тоа е едно прашање кое што мислам многу лесно ќе пројде у собрание, jer мислам дека се сите свесни и претениците на ова, дека е навистина тежок спорт. Професионалните фудбалери. Да, зборам за професионалните фудбалери, не за сите лиги. Треба тоа да се покрене тоа прашање и мислам дека може многу лесно да успееме тоа да го направиме у собрание. Ова Дарко што го кажува апсолутно е вистина од причина што многу професионални фудбалери живеат тешко. Тешко живеат. После завршетокот на кариера. Не успеале да заработат доволно. Мал број на фудбалери прават финансиски средства кои што може да. А поголем дел за жал. За жал проаѓаат така. Многу играчи од мојата генерација знам дека ова федерацијата тешко живеат. Сигурно има од на Дарко генерацијата и од постарите. Сигурно. Тоа е тоа. Тие луѓе носеле радости во средините во кои што играле. Како идеја, мислам нормално дека федерацијата апсолутно нема никаков проблем на таа тема да отвори тоа треба преку дискусија. Министерството за спорт. Да се отвори дискусија. Обично кога се менува закон. Министерството за спорт треба да побара преку нив да побараме. Добро ќе биде тоа, баш ќе инициирам разговор со господинот Борко Ристов. На вистина фудбалот е изуzetно тешка физичка работа. И не само фудбал, професионалниот спорт, зборам и ракомет. Добро, јас зборам сега за фудбалот, пошто тоа ми е... Не може да делиме, затоа што и ракометот, исто така краткорочно и кошарката. Исто. Али збориме за професионален. Напорите се исти, патувањата се исти, нервозите се исти, а кратка кариера. Пресинг со Дарко Панчев.